Црквата, ова што сега се случува е резултанта на упатувањето на Вселенскиот патриарх од 9 мај да ги решат административните прашања. Ние, кога со Томосот добивме пола чекор за канонски отпуст од Српската православна црква, што е еден од предусловите за Томосот на Вселенската патриаршија и на Вселенскиот патриарх, и дека ова решавање само ја покажува суштината на православното христијанство, дека христијанинот треба да биде способен да ги надмине сите разлики и несогласувања со најблискиот. Тоа е добро решение и не треба да се распалуваат различни тези кои се резултанта на историскиот притисок и на лошото искуство кое ние го имаме. Како што гледам како се одвиваат работите, веројатно во историјата за лоши решенија сме имали и ние придонес внатре околу разните начини на преместување, поместување или упатување на очекувани стравови и така натаму. Ние треба да се радуваме на ова, дефинитивно, ова е дел од договорот и добро е што се дојде до ова. Нормално е дека Српската православна црква тактизира, се разбира, прво треба синодот да донесе одлука дека ќе ја преземе ПОА во своите редови, па после они да ја донесат одлуката. Тоа е за мене нормален след на работите. Тоа ќе се направи. ПОА ќе ги добие Вранишковски и уште неколку свештеници, ќе добијат неколку епархии. Дел од нив се и можам да ви убедам и квалитетни свештеници, ќе бидат добри епископи. Најголем дел се замонашени во Света Гора, тоа ќе биде придобивка, но не смееме да заборавиме дефинитивно дека тој Томос има само символична вредност. Ние на тој начин ќе го зацврстиме сето она што го имаме со Белград и со Српската православна црква, тоа е евхаристиско единство и така натаму, но тука приказната не застанува и не сме да застане, како што некој сака. Тоа, за жал и дел некои владици од синодот сакаат таа приказна да застане на Српската и на Руската православна црква, што би било огромна грешка.